Канал 8, добро дојдовте. Наскоро ќе почне изградбата на кејското уредување на Кочанска река кон локалитетот Бавчалук. Во просториите на локалната самоуправа на Кочани беше потпишан договорот со изведувачот на градежните работи. Најавеното кејско уредување на коритото на Кочанска река од последниот сообраќаен мост до локалитетот Бавчалук ќе почне наскоро. Со тоа Кочани ќе добие ново урбано уредување во северниот дел од градот. Во просториите на локалната самоуправа беше потпишан договорот со изведувачите на градежните работи, фирмите АГП Доел од Свети Николе, која е задолжена за градба на кејските ѕидови и другото уредување, како и Промонтинг од Скопје, чија задача се електротехничките работи. На средбата при потпишувањето на договорот накратко беа објаснети обврските што треба да се реализираат за успешно комплетирање на проектот, а за кој беше речено дека ќе се почитуваат условите во договорот и во поглед на квалитетот на изведбата и во почитувањето на рокот за завршување. Сметам дека со овој потек граѓаните на општина Кочани, не само тие што живеат во тој дел, туку и од целиот град, бидејќи поголем дел од луѓето и уживат во убавините во пределот до Брана градче, се движат и пешки, пешачат, и навистина тој дел е доста во овој момент запоставен, односно тој дел од речното корито е неуредено и навистина изгледа неуредено и неугледно, и од тие причини сметам дека со овој проект ќе допринесеме и овој дел од течението на Кочанска река биде уредено онака како што приликува на еден модерен урбан град, и со тоа граѓаните навистина ќе добијат и уредено речно корито и уредени патеки, и со еден збор ќе добијат реализација на проект со кој ќе имат придобивки сите граѓани на општина Кочани. Рокот за реализација на регулацијата на коритото на реката е 6 месеци, што значи дека веќе напролет овој дел од Кочани ќе има поинаков и уреден изглед. Затоа и од страна на изведувачот беше дадено ветувањето и ќе се почитува рокот и условите во договорот. И се надеваме дека дури пред предвидениот рок, ако не послужат временските услови, да го реализираме овој проект навремено и квалитетно, со тоа што граѓаните на Кочани би добиле нов дел од кеј кој ќе можат секој ден да го користат. Ќе работиме на уредувањето на речно корито, ќе се бетонираат и обезбедат косините, делот од минор коритото и од мајор коритото, и ќе се добие нова пешачка патека која ќе биде осветлена и модерна со урбана опрема. Договорот за регулација на Кочанска река изнесува 14 милиони и 400 илјади денари, од кои грантот од проектот за подобрување на општинските услуги од Светска банка е 10 милиони и 600 илјади денари. Учеството на општина Кочани е 3 милиони и 800 илјади денари, средства што ќе бидат наменети за уредување и содржина за одмор и рекреација. Техничкиот проект предвидува регулација на коритото на Кочанска река во должина од околу 450 метри, на потегот од мостот што ги поврзува улиците Гоце Делчев и Борис Трајковски, па се до Бавчалук. При тоа ќе се изработи поголемо корито чија широчина ќе биде од 12 до 15 метри, а во него ќе има помало со широчина од 3 метри. Според можностите на теренот ќе се изгради и кеј од масивни бетонски ѕидови со височина од 2 до 3 метри, како и бетонски скали и каскадни решенија на одредени делови. Во тек е тендерската постапка за набавка на вакцини против сезонски грип, велат од Центарот за јавно здравје. Поради пандемијата со COVID-19, заинтересираноста за вакцинација ќе биде поголема и затоа ќе бидат набавени поголем број вакцини и ќе бидат опфатени повеќе ризични групи. Вакцината против сезонски грип ќе обезбеди заштита од непредвидливата есен која се најавува. Имунизацијата од сезонскиот грип ќе спречи потешки последици, доколку се вкрсти грипот со коронавирусот. Најдобро време за примање на оваа вакцина е месец септември, вели доктор Горан Николов, епидемиолог од Центарот за јавно здравје Кочани и регионот. Тој додава дека годинава поради пандемијата со COVID-19 очекуваат зголемен интерес за вакцинација против сезонски грип и затоа би требало да стигнат и поголем број вакцини во однос на изминативе години. Тендерската постапка за набавка на вакцини против сезонски грип е во тек. Значи, очекуваме оваа година, 2020-2021, да има поголем одзив на лица кои што ќе бидат заинтересирани да се вакцинираат
со сезонската вакцина против грип. Со оглед дека во тек е пандемија на COVID-19 коронавирус, респираторен вирус, слично како и вирусот на грип, така да поради таа причина очекуваме дека оваа година би потрошиле поголем број на вакцини против сезонски грип. Општите препораки, повозрастните лица, хронично болните пациенти, детската возраст, тоа е таргетот на лица кои што треба да се вакцинираат против сезонски грип. Тека тендерската постапка која ќе бидат набавени вакцините и распределени по центрите за јавно здравје, навремено ќе бидат информирани луѓето за вакцинацијата. Јас лично да ви кажам, не знам дали вакцинацијата пак ќе оди по истиот терк како и минатата година, нешто преку мој термин, нешто комерцијални вакцини, меѓутоа и за тоа навремено ќе бидат луѓето информирани. И според најавите од Министерството за здравство, оваа година ќе бидат набавени поголем број вакцини и ќе бидат опфатени повеќе ризични групи. Здравствените власти очекуваат зголемен ангажман на здравствените работници оваа есен, кога се очекува граѓаните да бараат лекарска помош во екот на сезоната на вируси и настинки и во екот на корона пандемијата. За да се намали неизвестноста во откривање на причините за болеста, се вклучува и научната јавност. Во МАНУ работат и на тестови со кои ќе се утврдува дали пациентот е заразен со коронавирус или со сезонски грип. Според академиците кои работат на оваа проблематика, генетиката игра голема улога дали последиците од заразата со COVID-19 ќе бидат фатални или не. Во време кога во државата се намалува бројката на ново заразени со коронавирус, расте во Виница. Еден ново заразен и еден починат пациент во оваа општина регистрира Министерството за здравство во последните 24 часа. Во Кочани состојбата е стабилна со 27 активни случаи во моментов. И кога во целата држава се бележи намален број на заразени со COVID-19, пред еден ден само 11. Во Виница расте бројката, не само на заболени, туку и починати од коронавирусот. Имено во последните 24 часа почина пациентка од Виница на 78 години, која била на лекување во болнички услови, а еден е новозаболен, информираат од Министерството за здравство. Вкупно од почетокот на епидемијата во оваа општина позитивни има регистрирано 71 лице, од кои активни се 33. Во Кочани состојбата е следната. Во последните 24 часа нема регистрирани новозаболени, а од почетокот на епидемијата регистрирани се вкупно 145 заразени со коронавирусот, од кои во моментов активни се само 27 лица. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 14.341. Бројката на оздравени пациенти е 11.157. На починати е 603. А во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2581. Советот на општина Кочани ја прифати одлуката за субвенционирање на граѓаните кои до крајот на годината ќе купат печка на пелети или инвертер клима уред. Конкурсот за пријавување ќе биде објавен дополнително. Локалната самоуправа на Кочани наскоро ќе го објави јавниот повик за пријавување на граѓаните за субвенционирање на набавката на поеколошки грејни тела со намера да се подигне јавната свест за зачувување на животната средина. По иницијатива на градоначалникот Никол Чојлиев, Советот на општината на 43-та седница ја усвои одлуката за субвенции за печки на пелети и за инвертер клими. Вкупните буџетски средства наменети за покривање на дел од трошоците што ќе ги имаат граѓаните изнесуваат 700.000 денари. Висината на поединечната субвенција по барател, односно по домакинство, изнесува 10.000 денари. Субвенционирањето ќе се врши според принципот прв дојден, прв услужен. Одлуката на Советот на општината наскоро ќе биде објавена во службениот гласник на општина Кочани, а ќе стапи во сила по 8 дена од објавувањето. Терминот на јавниот повик во кој граѓаните ќе можат да ја поднесуваат документацијата за добивање субвенции ќе биде дополнително објавен, а ќе може да се види и на веб страницата на општина Кочани.
Дел од условите што треба да бидат исполнети се барателите за субвенционирање на печки на пелети, односно на инвертер клими, да бидат жители на општина Кочани со платен данок на имот за стамбениот објект каде што ќе биде инсталирана печката, односно климатизерот. Уредот треба да е купен во периодот на трајање на јавниот повик, во домакинството да нема друг член што поднел барање за субвенција, а до поднесувањето на барањето да бил корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут. Исто така, објектот во кој е инсталирана или ќе се инсталира печката на пелети или климатизерот да не е во фаза на градба, а барателот да нема претходно користено ваков вид субвенција. Општина Кочани интервенира со средства за субвенционирање со цел да ја намали продукцијата на штетни материи во воздухот што настануваат од загревањето во домакинствата. Одборот за доделување награди и признанија на општина Кочани одлучи наградата за животно дело годинава да му припадне на Васил Ангелов, а за значајни остварувања во развојот на општината на Наталија Теодосиева. И двајцата добитници се од областа на културата и уметноста, а признанијата ќе им бидат врачени на свечена седница на Советот на општината, што ќе се одржи на 7 септември. Васил Ангелов, културен работник во пензија, е добитник на наградата за животно дело за оваа година, а актерката Наталија Теодосиева го доби признанието за значајни остварувања во развојот на општина Кочани во изминатиот едногодишен период. Одлуките и образложенијата биле донесени на седницата на одборот за доделување награди и признанија на општина Кочани, што се одржала во понеделникот. На состанокот се сумирале предлозите што пристигнале по јавниот повик за наградување на поединци, групи творци, екипи, установи, трговски друштва и граѓански издруженија кои постигнале забележителни резултати во изминатиот период. Со одлука на Советот на општина Кочани, од минатата година беше укинат паричниот дел на наградите и признанијата и тие сега се доделуваат во вид на плакети. Врачувањето ќе биде на свечената седница на Советот, што ќе се одржи на споменикот на слободата на 7 септември по повод денот на ослободувањето на градот. Заврши ликовната колонија Свети Ѓорѓе во село Блатец, Виничко. Учествуваа 14 домашни уметници. Поради пандемијата со COVID-19 изостанаа учесниците од странство. Заврши втората поред ликовна колонија организирана од Домот на културата Тошо Арсов во Виница и Сдруженијето на уметници која траеше од 24 до 28 август. Колонијата е со меѓународен карактер, но поради коронавирусот оваа година учествуваа уметници само од Македонија. Во убавиот и живописен предел околу манастирот Свети Ѓорѓе твореа 14 автори со долгогодишно и со минимално искуство. Мотивите кои се сликаа се разнообразни, оригинални и колоритни. Еден поголем дел од нив се карактеризира како експресионизам. Абстрактниот израз, а исто така присуствува и спојот меѓу различностите, тука испливува на површина. Кај некои од делата се забележува символично минималистички израз, ограничување од користење на многу бои со цел да се стигне до една чиста и јасна стилизирана форма, на изглед едноставна, а во суштина содржателна и воодушевувачки моќна, вели Благица Стојановска, стручен соработник за визуелни уметности при Домот на културата Тошо Арсов во Виница. Додавајќи дека уметничките дела се работени во техники масло на платно, акрилна како и комбинирана техника. Стојановска вели дека било предизвик да се следи процесот на создавање на дела кај поголема група ентузијасти и искусни творци. Колонијата беше спроведена според сите протоколи за работа во услови на пандемија на COVID-19.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.